Почитувани добро вечер. Гостин во емисијата Став е Петар Колев, председател на Граѓанско-демократска унија. Господине Колев, добро вечер. Добро вечер на вас и добро вечер на вашите гледачи. Пред речиси 2 години се појави нова политичка партија на македонската партиско-политичка сцена. На чија иницијатива се формираше оваа партија и зошто е создадена ГДУ? Пред, речиси повеќе од 2 години со група пријатели кои што голем дел од нас, основачите и иницијаторите на Граѓанско-демократската унија, живеевме надвор од Македонија, секој со своите желби, амбиции, кариери, битка за подобар живот. Голем дел од тие луѓе учевме надвор од Македонија, така ни се стекол животот да живееме надвор од Македонија. И во еден период од време, така во нашиве комуникации, размислувавме, дел од нас бевме активни во невладиниот сектор и помагавме за најразлични прашања директно сврзани со Македонија, други беа активни во науката, трети во спортот. И си го зададовме прашањето во ред, ние веќе постигнавме голем дел од тоа што имавме како лични амбиции и желба за кариера. Повеќе од факт е дека многу работи во Македонија не ни се допаѓаат, но што правиме ние за да ги промениме тие работи? Кога многу често и јас пред да влезам во политика сум размислувал за тоа како изгледа моето родно место, Штип, од каде што потекнувам, како изгледа Македонија како целина, сум наоѓал многу замерки. Гледајќи како функционира Европа, модерниот свет, многу често сум се прашувал зошто ние не функционираме по таков начин и каде е проблемот. Но во основа најчесто сум застанувал и длабоко сум размислувал на прашањето во ред што правам јас за да сменам нешто или да се обидам да направам нешто за Македонија. Во тој период од време со моите пријатели, ние голем дел од основачите на ГДУ сме пријатели со години, си го поставивме групно прашањето во ред. Сето тоа што ние на нашите пријателски собири, на нашите дружби заедно си го поставуваме како прашање, зошто е вака во Македонија, што правиме ние за да не биде така. Така се роди идејата да создадеме политички субјект. Се обидовме преку невладините организации, невладиниот сектор преку годините. Секој преку своите фели, доктори, инженери, економисти, јас како правник и моите меѓународни контакти и во Брисел и насекаде ни светот да повлијаеме за нешто да се смени, но всушност разбравме и длабоко се убедивме во тоа дека нема како да се случат тие промени ако ние не се обидеме реално со дејствие, не само со зборување и со објаснување, а да земеме и да направиме нешто. Така решивме да создадеме Граѓанско-демократската унија, бидејќи сите тие прашања се сврзани со политиката. Колку и човек да сака да помогне од сферата на своето политичко или меѓународно влијание, од сферата на своите невладини организации, на крајот решение во државата земаат политичарите. И за мене тој е клучниот проблем. Не е се проблем граѓаните на оваа земја. Проблем се политичарите во Македонија. Тие се рак раната на општеството и сите проблеми директно се сврзани со нив. И ќе ви дадам конкретен пример. Колку наши сограѓани имаат успешни кариери надвор од Македонија? Многу. Секој еден од нашите сограѓани кој што заминал да работи во некој од европските земји, многу брзо се навикнува на еден нормален систем за функционирање. Значи не е проблемот во луѓето, тие имаат капацитет. Македонија има таленти во најразлични сфери. Македонија има лоши политичари кои што не дозволуваат да создадат такви услови кои што да се реализираат тие таленти тука во Македонија. И затоа решивме да направиме политичка партија и да тргнеме во оваа битка. И нештото кое што си го ветивме и тогаш и ден денеска гледам дека голем дел од моите пријатели и истомисленици остануваме на истиот став е дека ГДУ основната задача која што е пред неја да ја зборува вистината. Зошто вистината? Ние во нашето општество голем дел од луѓето, дали поради личен конформизам, дали поради страф од тоа дека може нешто да се случи, почнуваме се правиме дека не забележуваме што се случува околу нас. Сами себе си се лажеме. Ние можеме да си го дозволиме тоа, Граѓанско-демократската унија, бидејќи сме независни од овој
измислен бипартиски, робски политички систем на ВМРО, ДПМН и на СДСМ и си ја поставивме амбицијата да зборуваме вистината. Знам дека вистината не е пријатна за слушање и таа најверојатно можеби нема да ни донесе многу гласови. Но јас ја разгледувам Македонија бидејќи и мојот брат е лекар и се дружам со многу лекари. Најчесто со нив кога зборувам за мојот однос кон вистината, тие го сравнуваат со односот помеѓу лекар и пациент. Ако еден пациент, а тоа е нашата земја и ние самите како нејзини граѓани, не сакаме да се судриме со проблемот, со болеста која што ја имаме, тогаш нема како да го најдеме и лекот. Ако ние живееме во измама како еден пациент дека не сме болни од рак или некоја друга тешка болест, нема да се подложиме на операција и на лекување и тоа само ќе донесе до фактичка смрт. Затоа јас и моите колеги сме си ја поставиле амбицијата да бидеме оној лошиот вестоносец кој што најверојатно на крајот можеби нема да направиме огромни кариери во политиката, но барем ќе се обидеме да смениме нешто во нашата земја. За нас не е важен приоритет тоа да станеме големи политичари или јас да станам идниот премиер на Македонија. Се разбира доколку граѓаните ни ја дадат довербата, ние ќе го одработиме тоа што го зборуваме. За мене е важно да предизвикаме процес на размисла, на мисла. Овој народ да свати дека некој повеќе од 28 години успешно го манипулира, го краде, го лаже, го злоупотребува и на крајот го брка од сопственото огниште. Тоа е амбицијата на ГДУ и затоа ја создадовме Граѓанско-демократската унија. Кои се основните принципи на партијата? Какви вредности застапувате? Ние сме луѓе кои што сме живееле во западноевропски систем, во европски систем. Јас имам живеано 7, 8, 10 години во Бугарија, таму сум завршил образование, сум бил на постдипломски студии, сум работел во Брисел со дел од европските партеници како нивен советник и консултант. Останатите колеги работеле по вклучително и генералниот секретар го вративме, иако веќе беше сместен удобно во Берлин, го вративме назад во Македонија. Така да нашите принципи се прогресивни, десни, конзервативни, но од оној модерниот аспект. Оној модерен, десен поглед кон светот на трудот, работата, капитализмот, образованието, кој што функционира во секоја една нормална земја. Ние во Македонија, за жал, немаме идеолошки платформи. Ние имаме популистички платформи. Ако ги прашате и двете партии, и ВМРО и СДСМ, и едните се десни, другите леви, и двете зборуваат за лев популизам. Како ќе ви дадат без пари не знам што, како на другиот ден вие ќе земате по 1000 евра плата, претходно зборуваше Заев 500, дај Боже да успее, тоа е убаво за сите да успее, тоа ние во земја да имаме 500, Мицковски го напаѓаше тој момент, па сега зборува ако добил власт ќе направил 700 или 1000, многу повеќе од Заев. Значи видете, почитувани сограѓани, тоа се бајки и приказни кои што 28 години не се случуваат. Ако ние не разбереме дека прво треба да создадеме држава во која што да има ред, поредок и правила, во кој што да се работи, тоа значи да го земеме примерот на германците, како тие функционираат, нашава дисциплина, нашиот однос кон државата, кон законот. Ја не верувам дека некој германец може да седи со мирно срце и да отиде утре пак да гласа примерно за ЦДУ, ако гледа дека претходниот лидер на ЦДУ украл неколку милиарди и избегал од Македонија. Или пак некој од левицата во Германија да гласа за нивниот лидер кој што ако не ме лаже паметта, во ова студио се колнеше дека нема да направи нешто, а денеска го реализирал и го направил. Тоест, ако ние сакаме да живееме како германците, како французите, како италијаните, ние мораме да ги почитуваме нивниот начин на мислење и нивните правила на живот. Јас многу често, бидејќи сум бив спортист, сум зборувал за тоа како размислуваат светските шампиони, пример во бокс. И сум правил паралела со тоа како ние функционираме во Македонија. Еден светски шампион по бокс тренира минимум 2 пати на ден, се храни внимателно, не пуши, не пие, не се занимава со глупости, посветен е тоа да стане светски шампион по бокс. А македонскиот варијант на обидот за светски шампион по бокс е да пуши, да пие, да не функционира како што треба и очекува дека ќе излезе на наредниот надпревар и ќе го победи Кличко. Ако зборуваме за државата, ние очекуваме дека една дисциплинирана Германија, Франција, Холандија, Италија, во кој што владењето на законот е на безбожно високо ниво, недопирливо за политичките елити,
во една држава во која што луѓето се трудат, работат, се почитуваат, работодавците ги почитуваат работниците, работниците ги почитуваат работодавците, ние ќе ги стигнеме со тоа што нашите политичари ќе крадат, ќе ги местат тендерите, работодавците ќе бидат арогантни кон своите пчелички, кои што всушност им го создаваат со својот труд нивното богатство. Од друга страна пак работниците нема да одат редовно на работа, ќе вадат фалш лекарски дека се болни од нешто. Во еден таков систем ние нема како да успееме да постигнеме нешто нормално во државата. Јас знам дека ова што го зборувам не е популарно и најверојатно нема да ми донесе гласови, никој не сака да ја погледне реалноста, но ние мораме да ја прифатиме таа реалност, ако сакаме да изградиме држава. Јас многу пати сум зборувал дека со ситни души држава не се прави, потребно е некој да се обиде да ја заложи својата лична амбиција за да промени дел барем од работите кои се случуваат. Затоа ГДУ ги базира своите ставови на вистината, на реалноста. Прво ние треба да ги констатираме проблемите и второ, ние нудиме конкретни решенија, ма не измислени мерки кои што денеска ќе воведеме прогресивен данок, утре тоа ќе го смениме, а нудиме мерки кои што работат во државите кои што се дел од Европската унија. Македонија се наоѓа на етапа од развој да стане, тоест е кандидат член и да започне преговори. Што се малтретираат нашиве политичари? Зошто не ги земат политиките на Словенија, Хрватска, Бугарија, Романија од тој период и да ги имплементираат во Македонија? Се е измислено. Сето тоа функционирало и родило со плод. Ние сакаме да бидеме кон словенците, ама ако може да си ја тераме по македонски. Секој да украде од некаде, да чепне, да собере, да прибере и сакаме да изградиме држава. И тоа е невозможно. Тоа никој во светот не успел да го направи. И ние ако сакаме да продолжиме сами себе си да се лажеме, уште 30 години ќе изгубиме. Животот на моите родители замина по ѓаволите. Завршија на пензии од 9.000-10.000 денари. Мојот живот е на пат да замине по ѓаволите и ако јас не направам ништо, вие, мојава генерација не направиме и на децава наши ќе биде исто. Ние што ќе произведуваме? Гурбетчи? Ќе произведуваме луѓе кои што да работат по полињата по Афганистан и по Германија и ќе мијат чини или ќе создаваме здрава и нормална нација? И кај е проблемот? Проблемот е во политичарите. Не е проблемот во луѓето. Тие се тие кои што не сакаат да функционираат на базата на реалноста, на вистината и да се обидат да направат нешто за државата. Се смета дека ГДУ веќе предизвикува внимание на двете најголеми политички партии. Што е она што ГДУ ја разликува од сите останати политички партии? Дел од тоа веќе кажавте, но еве во продолжение. Најверојатно предизвикуваме внимание затоа што ја будиме во нивната политичка арогантност и агресија. И ВМРО, ДПМН и СДСМ и кога ќе изгледаат и оваа емисија кај вас, најверојатно ќе бидат реално вознемирени од тоа што некој има смелоста да ја каже вистината директно во очи. Да, почитувани колеги, вие сте проблемот на Македонија. Не се граѓаните на оваа земја, ниту македонци, албанци, турци, власи, никој од нив не е проблемот. Вие сте проблемот. Вие создадовте ваков систем, вие ја искрадовте државата и вие сте тие кои што треба да сносите одговорност. Но вие, почитувани мои колеги, не сте решението. 5 пати ви даваме шанса и 5 пати завршувате по еден исти начин. ВМРО секој завршува со скандали, криминални тендери, а СДСМ, мислам подобро да не ја коментирам СДСМ, бидејќи тие никогаш за моја огромна жал не успеа да сватат дека многу е важно човек да внимава што зборува. За жал тие секогаш нешто ќе се исплескаат така меѓу другото и после неколку години ќе ги боли глава со тоа што го кажа. Тоест, нивниот однос кон нас не е со симпатија, не е со добронамерност, точно обратно. Но пак имаат во нас еден сериозен предизвик. Ние можеме да си го дозволиме тоа затоа што до голема степен сме реализирани во нашиот живот и голем дел од нашата функционалност не е сврзан со тоа да отидеме во некој си партиски штаб и јас да ги молам да ме вработат на држава. Јас сум работел 15 години надвор од Македонија, сум создал доволно за мене и за моево семејство да можем да функционирам и затоа можам да си го дозволам. И јас не очекувам секој од нашите сограѓани да го прави тоа. Но ГДУ е должна да биде таа алатка. Ако јас пред себе сум си поставил амбиции да направам нешто, јас не можам на граѓаните да им го сменам животот за 3 дена и да им ветам дека ќе им направам 1000 евра плата, ето и кажувам не можам. Ни јас, ни Мицко, ни Заев, никој во овие услови 1000 евра плата не може да ми направи. Јас можам да бидам она оружје кое што вие и јас и Граѓанско-демократската унија ќе го искористите
ако сакате, за да го забиете како копие во срцето на злото во оваа земја, која што 30 години ни ги уништува и нашите животи и животите на идните генерации. Така да, јас не се вознемирувам од нивната концентрираност врз граѓанско-демократската унија, не се вознемирувам и од тоа што не им се допаѓа тоа што го зборуваме, најискрено и најдобронамерно би ги посоветувал да проведат еден нормален човечки диалог сами со себе пред огледалата и ако себе си се убедат дека тоа што го направиле на оваа држава за 30 години е правилно, тогаш јас ќе бидам првиот кој што ќе се извини јавно. Но ако мислат дека джелатите на мојата генерација, на генерацијата на моите родители, јас ќе се правам луд, тоест нема да констатирам барем, ако не друго, што правеле со Македонија, тогаш не сум јас тој човек. Ако од мене очекуваат дека ќе зборувам за тоа дека ако не биле тие или не знам што направиле за државата, го сгрешиле човекот. Ако не друго, горе-долу работиве кај нас седат така. И некој мора да се спротистави на тоа. Дали тоа ќе бидеме ние или некој друг не е толку важно. ВМРО, СДСМ, ДУИ и компанија 30 години не тепаат како народ, а не ни дозволуваат дури и да се исплачеме. Не ни дозволуваат дури и да го кажеме тоа што не боли од тоа што ни го прават. До таков степен го имаат поклопено општеството. И па ето, ние си го ставивме како предизвик и сето ова што го мислат и нашите сограѓани, и јас, и раководството на ГДУ, ако имаме шанса се разбира доколку медиумите ни ја дадат, ќе ви го плеснеме директно во очи. А вие сами со себе размислувајте дали тоа што го правите е правилно или не. И ако граѓаните ни дадат шанса, јас ви гарантирам дека ништо нема повеќе да биде вака, затоа што сметам дека голем дел од функционалните нешта во државата се сгрешени во основа. Кога зборуваме за гласањето и тоа кога ни викаат, ама вие нели сега како ќе агитирате, треба на луѓето да им објаснувате зошто да гласаат за вас, секогаш одговарам по еден исти начин. Ако на нашите сограѓани им се допаѓа овој систем, ако тие живеат убаво, јас ги разбирам партиските послушници, вработени преку партија, тендери преку партија, кариери преку партија, човечки е, нема ништо лошо. Дедото вработен, синот, па внукот вработен. Во ред. Нека си гласаат за ВМРО, ДПМН и за СДС. Јас ги прашувам оние повеќе од половината од нашите сограѓани, кои што 30 години го масакрираа животот. Зошто гласаат за ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и компанија? Зошто? Дали ние имаме како општество некаков стокхолмски синдром, залюбени во сопствените джелати? Од што се плашиме? Од промената? Од дека утре ова нема да биде вака? Да, ако гласате за ГДУ, нема да биде вака. Ви гарантирам дека нема да биде вака. Значи, дојдено на голем дел, особено од мојава генерација, помладите луѓе. Ние дојдено преку глава да треба да го шараме светот, за да однесеме дома едно парче леп и да си ги нахраниме децата. И на крајот на сето тоа некој не обвинува зошто сме постапиле вака или инаку. Затоа, почитувани сограѓани, длабоко размислете во каква држава живееме и кој е виновен за тоа. И немојте да ја храните мечката на следните избори, што утре ќе дојде и ќе ве изеде вас. Вие со гласовите за ВМРО, за СДСМ, за ДУИ, го храните овој систем. Вие им давате моќ и давате храна. И утре кој ќе почне да ве брка мечката по улица, вие викате леле ме брка мечката, па вие ја направивте толку голема. Знам дека не ви се допаѓа ова што го зборувам, знам дека не е популарно, знам дека најверојатно 90% од вашите гледачи ќе ми се налутат од тие, кажувам реалноста во очи, но некој треба да го направи, некој треба да ја каже. Мојата цел и задача е да предизвикам размисла во нивните глави. Ако ние не ја констатираме болеста, нема да го најдеме и лекот. Господине Колев, вие сте еден од ретките, можеби единствениот политичар во држава кој што јавно кажа, призна дека има бугарско државјанство, на што наидовте на остра критика од вашите политички неистомисленици. Според вас, дали најголемиот проблем на ова општество и на оваа држава е тоа некој човек, граѓанин на државата да има покрај македонско и бугарско државјанство? Јас, како што ви кажав во почетокот, кога тргнам да се занимавам со политика, првиот предизвик пред себе е да ја зборувам вистината. Го кажав тоа дека јас имам бугарско државјанство, бидејќи 2004 година сум заминат од Македонија, сум учел во Бугарија и како секој еден нормален млад човек сум мислел за мојата иднина и моја кариера која ќе завршам со факултет. Ако некој си мисли дека пред 15 години сум знаел дека ќе бидам во вашето студио и ќе се занимавам, животот ќе ми даде шанса да се занимавам со ова, не би било ни на крај памет.
сум се обидувал да размислувам прагматично, како секој еден наш сограѓанин. Јас тоа сум го направил. И сега што очекувате ви од мене? Да излезам пред јавноста и да глумам лудило? За после 5 дена, 10 дена некој да излезе и да каже овој вака, овој така, ова направил, има бугарско... Не, реалноста во оваа земја ние мораме да прифатиме. И реалноста е следната. Ако не беа тие бугарски државјанства и можноста на кумановци да работат и надвор од Македонија и во Авганистан, тие семејства ќе беа социјално слаби. Тие семејства ќе беа на работ на екзистенцијата. И тие луѓе не се криви. Криви се политичарите кои што ги оставија без леп, кои што ги оставија без работа, без можност да се развиваат. За тие истите политичари мене ме обвинуваат зашто ја пред 15 години сум мислел како да избегам од Македонија. Заради вас ме почитувани. Заради вас избегаа сите. Од друга страна, голем дел од моите политички конкуренти, јас имам информации, но не сакам да бидам човекот кој што ќе злоупотребува со тоа, се државјани на друга држава. Голем дел од нив се бугарски државјани. Тие што највеќе напаѓаат по таа линија, сите до еден имаат бугарско државјани. Тоа ви го гарантирам. Само што за разлика, ето, ако се толку големи мажишта, и ако навистина се искрени кон своите сограѓани, и ако навистина тоа што го зборуваат, го мислат, нека излезат пред јавноста и нека одговорат на прашањето кое што е сврзано со тоа дали имаат државјанства на други земји. Бидејќи кој ќе ги подгони македонскиот закон, тогаш одмаш ги наоѓаат под перница бугарските државјанства за да избегаат од тоа да не одат у затвор. Како е возможно Блер им река, кандидатот за председател на Македонија, да е евентуален кандидат за министер за надворешни на Косово, ако не е косовски државјанин? И не само тоа, ние на ова прашање треба да размислуваме од перспектива на 2019-2020 година. Значи, ние не можеме, и особено политичарите, не може да ги обвинуваш ти твоите сограѓани дека посегнувале по државјанства на други земји, а при тоа да си ги оставил без леп. И одгоре на се, лицемерно, да ги користиш истите тие патни исправи. Бидејќи 90% од политичарите во Македонија имаат државјанство од друга држава. Ова ви го гарантирам. Ви го гарантирам, ето, имаме управа за безбедност и контраразузнавање, нека излезат и нека дадат информација. Чим тие немаат смелост, бидејќи немаат смелост јавно. Тие се плашат од вистината. Сега јас ќе излезам, ќе обвинам некој, ќе глумам патриот, нели? Ќе им објаснувам на луѓето, немојте вие седете без работа, без леп дома, без платена струја, работете за 150-200 евра, а јас од друга страна лицемерно ќе си го користам пасошот и ќе глумам пред општеството дека сум голем патриот. Не почитувани, не очекувате таков однос од мене. Не очекувате, јас не можам да функционирам така. Ја влегов во оваа работа точно изиритиран од тоа лицемерие. И не очекувате јас да бидам тој лицемер. Јас секогаш ќе ви кажам тоа што го мислам и така како што го мислам. И да, нашите политички конкуренти тоа многу итро го искористија. Почнаа да создаваат приказни за ГДУ. Почнаа да ми монтираат слики со бугарски знамиња, со не знам какви шествија, каде што јас сум... Нема врска. 99% од работиве кои што ги имаат прочитано и сликиве кои што се ги виделе е фотошоп. Ето, во вашиот студио испраќам апел, награда давам од 5000 евра на фотографот кој што ќе дојде да каже каде ми ја направил таа фотографија. Значи, тие сите се фотошоп. Бидејќи не можат да измислат дека сум украл нешто, сум направил некоја белја на државата, бидејќи сум искрен и сум ја кажала реалноста. Комшиите, братучедите мои, сите имаат бугарски државјанства и одат ринтаат по Германија, по Швајцарија, за да однесат парче леп дома. Благодарение на вас. Вие ги избркавте, мене ме избркавте, сите нас вие не избркавте, и сега тие мене ме обвинуваат во нешто кој што тие се виновни за тој резултат. Ако ја можев да функционирам нормално во Македонија, ако секој од нашите сограѓани, кој е тој човек кој што сака да си го напушти родниот дом? Можете да ми кажете еден нормален пример, човекот живеел убаво, имал 1000 евра плата, деца му биле средени, фамилијата, куќа, стан и заминал за Германија. А нема таков случај. Луѓево бегаат буквално, се спасуваат од овие кои што 30 години не донесува на ова ниво. И тоа е реалноста, тоа е вистината. Како да се стимулираат младите, но и повозрастните кои што фамилиарно ја напуштија државата за да се вратат назад? Ако продолжат да застаруваат делата на Груевски, ако продолжи оној фондот за иновации да пумпа државни средства, ако продолжат
правила да не важат за богоизбраните, политичарите, јас ви кажувам уште сега дека никој еден нема да се врати. Ниту еден од тие луѓе нема да се врати. Луѓето не бегаат само од тоа што немаат материјални средства за живот. Луѓето бегаат од тоа што го сопира полиција некој главатар во Куманово, пример, близок до Оливер Спасовски, и не му пишува казна. Тебе ќе те фатат со 5 километри побрзо од тоа што треба и те ропнат 150-200 евра казна. Зошто? Бидејќи немаш Вујко Владика. Значи, голем дел од прогресивните млади сили, кои што имаат шанса да направат кариера и тука, бегаат од Македонија заради тие работи. За него важи прогресивен данок. Значи, видете, ние воведовме прогресивен данок за работниците. Кои работници? Најобразованите, најспремните, најподготвените, тие кои што најмногу пари можат да спечелат и да платат реално најмногу даноци. Зошто не го да ночивме прогресивно капиталот? Ако некој верува во приказнава, зошто на богаташите, пример, до милион кој има капитал, 10%, над милион, 12%, над 3 милиони, нека биде 15%. Зошто ти Кочо Ангјушев е вице-премиер? Оти прво од него треба да започнеме. Значи, тоа лицемерие, тој однос кон светот ги мотивира луѓево кои што имаат сопствена мисла, желба, способност и кариера да напуштат Македонија. Сега тој ќе се смести во еден германски систем, во кој што не е важно кој ти е братучет и колега, кој што не е важно Кочо што мисли за бизнисот, а има простор да се развива и ние со овие глупости ќе го убедиме да се врати. Никогаш нема да се врати. Ни со 3.000 денари што ќе ги даваме повеќе на плата, ни со фонд за иновации. Ние можеме единствено да направиме промени во наредните 10 до 15 години, кои што ќе дадат резултат, за да ги спречиме и тие кои што имаат намера да избегаат од тука да не избегаат. Никој не може да ме убеди, јас сум маки, сум мачал со мои пријатели, дел од нив кои што се вративме, голем дел од нив не сакаа и да слушнат. Ми каже апсолутно, вие сте некој измислен Дон Кихот кој што тргнал да се бори против ветерни мелници. Направиле кариери по берлински болници, доктори, началници на оделенија, јас ги убедувам да дојдат да се расправаат со македонското здравство. Вика, ти дали можеш да сватиш дека таму здравството е измислено за да се крадат пари? Тоа не е здравен систем. Тоа е класичен грабеж на државни средства. Нема потреба вика да си голем експерт од медицина. Отиди во секоја една болница и види ги вецињата. Па тие се жив извор на болести. Самото веце во болница. И ти мене ме тераш, погледни ја болница кај што работам јас, види ми ја платата колку ми е и ме тераш сега од овде да се вратам у Македонија, за да се обидуваме, да се бориме против Ден Дончев и Филипче, кој што секој втори тендер у здравство е наместен. Тоа е реалноста. И се ние сите или сакаме да се правиме дека не разбираме, или пак уживаме да бидеме лажани. Ние си уживаме во собствената судбина. Затоа кога зборуваме за тоа дали е возможно да вратиме некого назад, веројатноста да ги вратиме е многу блиско до нулата. И не верувајте во овој популизам што ви го расправаат дека ќе ви ги вратат децата. Погледнете реално, исклучоци се тие што се вратиле. Исклучоци. Зошто? Тие деца имаат успех, имаат кариери, имаат убав живот. Ако работиве продолжат вака, најверојатно и нивните родители ќе заминат кај децата, за да им ги чуваат внучињата и да имаат мирна и спокојна старост, а не во Македонија да живеат со 9, 10.000, 12.000 пензија. Мизерија која што не може, па и дури размислуваат, представете си, гениална идеја, ќе сме ја качеле пензијата со 700-800 денари. Тој човек ако има 4 внучиња по една чоколада да ја купи тие 800 денари заминаа. Ја не можам да сватам овие наши политичари живеат во оваа држава или живеат некаде на друго место. Многу е лесно ти од позиција на 1500-2000 евра да зборуваш за тоа дека 17.000 се доволни за 4-члено семејство. Тајде ме направи си ја твоја плата 17.000, ето јас не верувам дека со 17.000 е возможно и личниот пример е најдобар. Покажи ми како со ти со 17.000 преживуваш. Ако ти го направиш, ја и со 15 ќе преживеам. И ето јас доброволно од моите 2000 ќе се откажам во корист на државата. Ама направи твојата плата 17 и покажи ми од што треба да заштедам. Бидејќи најверојатно нашиве со граѓани не сме и јас самиот не сме добри домаќини. Овие домаќини ве пресметале дека со 17.000 може. И ето им шанса да си ги изгласаат. Личен пример, ќе видиме и ако не убедат, ќе прифатиме. Според вас од кого зависи и кој решава како ќе се живее во една држава?
Граѓаните решаваат. Ниту политичарите, ниту јас, бидејќи јас веќе сум политичар, решавам за тоа во каква држава ќе живееме. Граѓаните решаваат. Ако тие сакаат да си продолжат да си живеат во оваа агонија, ако уживаат во тоа да ги лажат по партиските штабови по 100 пати дека ќе ги вработат наредните избори, тогаш нека си гласаат за СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ. Ако на нив им се допаѓа овој правен систем, во кој што ако украдеш кило кебап или не дај Боже ја искубеш шекеринска, добиеш 4 години затвор, кој имаш украдено десетици милиони, стотици милиони, тогаш ти застаруваат делата, пример Бучковски, Груевски, нели? Ако тоа им се допаѓа, пак нека си гласаат за овие истите. Значи, тие решаваат каква држава ќе имаме. Овој правен систем, за кој што сега некој ми зборува за ветинг, ја не знам кој е лицемерие. После 30 години да излезе СДСМ или ВМРО ДПМН и да зборува за реформи у правосудството. И класичен пример на лицемерие. Класичен пример на популизам и политичка лага. Поти не го направија до сега. Сега ќе ве кажам вистината зошто. Кадрите во судството, кој ги назначи? СДСМ, ВМРО ДПМН и ДУИ. Преку парламент, преку председател, преку своите избраници. И сега ние очекуваме како општество тие да си ги исечат собствените раце во правосудниот систем, за утре кога ќе се најдат како Груевски и Бучковски на обвинителна клупа, да не им застарат делата. Сега вие, почитувани мои сограѓани, што очекувате сами да си пукаат в колено? Очекувате сами пред време да знаат дека ќе лежат по 15 години затвор. И вие пак им верувате и пак одите гласате за нив. Кој да решава за еднината на државата? Ако не да ги прашаме кого? Американците, германците, русите, кого? Ова е нашиот двор. Ние мораме да си го средиме и ние мораме да си го исчистиме. И ако луѓето им се допаѓа ова, си ги имаат СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ. Немој да гласаат за ГДУ, ќе смениме многу работи. И ќе им го расипиме животот. Ја не сакам. Кој си е задоволен од ова да си гласа за СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ? Не сакам ја утре да бидам виновен што сум го расипал животот. Пример ако е Рамковен вработен. Да му кажам уште сега, првиот ден лета од работа. Никаде во светот нема административец кој што да не оди на работа да зема плата. Рамковните да не гласаат за ГДУ. Ќе бидат избркани првиот ден. Бидејќи тоа не е нормално. Во која приватна фирма вие нема да одите на работа? Ако вие не дојдевте денеска на работа, ќе зедевте плата? Не. Што се тие политичките членови, симпатизери, активисти? Нешто богоизбрани се тие? Што? Тие се исто како нас, но добри манипуланти. Затоа, почитувани сограѓани, размислете длабоко. На секои 2, 3, 4 години ви имате шанса да им удрите шамар на овие кои што ви го малтретираат, ви го уништуваат животот. А ако сакате, искористете ја. Ако не, тоа е ваше право. Така ќе изгледа нашава земја. Ако луѓе кои што размислуваме вака, ги обединиме силите, ќе промениме нешто. Ако не ги обединиме силите, ако секој си вика од мене ли зависи, од секој еден од вас зависи. Секој еден од вас решава што ќе се случува утре. И тоа се случува само единствено на избор. Тоа е реалност. Веќе живееме 21 век, не можеме да дигаме востанија, да правиме револуции, живееме во една нормална земја, демократска, барем така викаат нашите политички опоненти, нели? Имате шанса на избори, решете каква Македонија сакате. Господине Колев, ГДУ е за кратење на пензионерските председателски привилегии. Колку овие привилегии се товар на државата? Јас и тоа не можам да го разберам. Не можам да сватам како е возможно, пример, 250.000 евра од буџетот на оваа земја да бидат потрошени за кирија за некакви канцеларии на некој бивш председател. Не ми е јасно. Ако на тој човек му требаат канцеларии, прво не му требаат од по 3.000 евра месечно кирија, може да си најде во Скопје нормална канцеларија за 200, 300, 500 евра. Зошто му е од 3.000? Бидејќи се има договорено со сопственикот да го пишат цената на најам од 3.000 за да му врати кусур 1.500. И сега ние сите треба да глумиме лудило и да викаме не, тоа не е така, не. Како не е така, го е така. Шокеем се тие канцеларии. Шокеем се тие обезбедувања, службени возила. Во ред ти си бивш председател и ние треба да се грижиме за твојот авторитет. Со сите почесни титули, да те каниме на протоколи, да одиш на меѓународни симпозиуми, да лобираш за Македонија. Сето тоа го прифаќам. По 2-3 секретарки имаат. Назначени на договор кој што ги плаќа државата. 2 шофери, 3 обезбедување, 5 коли службени. Чекајте бе луѓе. Кај го има тоа во светот? Покажете ми една друга држава во Европа
кои што се однесуваат така со своите бивши председатели. Една. Ако ги погледнете пак скандинавците кои што ние многу љубуваме да им завидуваме на нив, на пример норвежјаните, швеѓаните, па нивните актуелни председатели и министри одат со јавен транспорт на работа, со велосипед одат на работа. Ви нема никаков проблем со тоа. Сега вие представете си, излегува бившиот председател Ѓорги Иванов и ви зборува за загаденоста на Скопје и ви вели купете од Нашилегоп субвенциите велосипеди, а тој оди со 2 службени возила на работа некаде си во некоја канцеларија како бивш председател на државата. Чи тоа е тоа политичко лицемерие. Тоа е таа нереалност која што ние треба да ја прифатиме и да се обидеме да ја прекратиме или со текот на времето барем да ја намалиме. Ние предложивме средствата кои се одделувани за тие председатели. Секој ден гледаме на телевизиите. Пратете СМС за ова дете има здравствен проблем. Пратете СМС за друго. Нели се татковци на нацијата? Тие се луѓето кои што имаат најголем авторитет во општеството. Нека ги донираат за децата. Нека ги донираат, ето, да не биде државата таа која што преку закон ќе ги санкционира, тие нека бидат на висината на задачата. Што не постигнале во животот? Кој од нив е сиромав? Бранко Црвенковски? Кој од нив е сиромав? На кој му дошло до тие пари кои што треба да ги земат од државата? Нека ги донираат за добротворни цели, ќе направат нешто добро со кое што народот ќе ги запамти. За жал, многу малку од работиве кои што ги имаат направено се памтат со добро од нашите сограѓани. Ето им шанса со нашиве пари, од нашиве даноци кои што ние им ги даваме, да направат нешто рационално, нешто паметно со кое што да ги запамтиме. Господине Колев, предвремените парламентарни избори беа најавени ден откако Македонија не доби датум за почеток на предпристапните преговори со Европската Унија. Според вас, зошто нашата држава не доби датум и која е цената што ја плати Македонија? Има два аспекти во ова прашање. Или два моменти. Од тоа што јас сум го работел преку годините и искуството кое што го имам, прашањето треба да биде разгледано во две насоки. Едната е геополитичката, која што е клучна за ова прашање и нашето не или блокада. И второто е незавршените домашни задачи. Јас знам дека по оваа тема никој не сака да размислува така. Најлесно е сега да обвиниш Франција, тоа нема ништо полесно. Значи, ако сакаш твоите сограѓани да те поздрават дека си голем патриот, удри по Франција. Денешниот непријател на Македонија е Франција. И тука пумпаш политички поени. Тоа е во оној геополитичкиот дел кој што ќе го оставам за вториот дел. А да ги прашаме овие наши патриоти се сеќаваат ли на препораките на Рајхат Прибе, кој што дојде тука со пари од холанѓани, германци и французи, за да ни го скенира системот и да ни напише точно диагноза од што сме болни како општество и кои лекчиња да ги имплементираме во правниот систем за да се излечиме сами. Че човекот нема материјален интерес од тоа. Потроши пари на европјаните за да ни помогне на нас. Што се случува со препораките од Прибе? Зошто Заев и Мицковски не зборуваат за нив? Многу е лесно да ја нападнеш Франција, полесно од тоа нема. Кажете ми вие еден судија во Македонија кој што е обвинет и осуден за злоупотреба на службена должност. Еден. Сите судии во Македонија се честни? Кажете ми еден јавен обвинител разрешен дисциплински заради невршење на службената обврска. Еден полицаец висок во земјава. Еден. Се што ние лесно е да напаѓаме Франција, не сакаме да си ги погледнеме во сопствените очи, да си ја видиме гредата, ја бараме во францускиве очи треската. Тоа е реалност. Ние домашната задача не си ја завршивме. Оние кои што требаше да ги гони Катица Јанева, денеска се шетаат низ Македонија и надвор од Македонија, си ги трошат своите милиони украдени од нас, а Катица Јанева е во притвор. Дали тоа е нормално за една држава и за едно општество? Не ја заштитувам Катица Јанева. Таа треба не во притвор, таа треба, ако направила такво нешто, треба да добие ефективна пресуда затвор. И тука нема дилеми. Но си го поставувам логично прашање. Што се случува со овие другиве? Им застаруваат делата, отвараат нови казина по Скопје, викаат пејачи од бившите ју простори, едниот си се шета, бил на ракометерен надпревар, не знам на ракомет каде. Во какво општество живееме ние? И ние очекуваме истата таа Европа да не прими, да ни ги отвори своите европски фондови,
милиони евра на французи, германци и италијанци да дојдат кај нас и преку фирмите на овие двајцава што ги спомнав, преку наместениве тендери ние да ги искрадеме. Тоа ли очекуваме ние? До толку ја подценуваме Европа. Ја не можам да сватам зошто наше општество не сака да погледне само кон себе си. Европа значи прилив на огромни средства. Не очекувајте дека германците и французите ќе не остаат со фирмите на Мијалковци, Вицевци и компанија, ние да им ги искрадеме преку јавни набавки. Тоа нема како да се случи. Тоа е едниот дел. Вториот дел е геополитичкиот. Франција одигра за тоа Македонија да не добие датум, за да добие подобри позиции во преговорите, особено со Германија, за редефинирање на Европската Унија. Ние, за жал, бевме искористени од француска страна, и Албанија исто така, од француска страна, за подобри преговарачки позиции за тоа кои ресори од новата Европска комисија ќе има влијание Франција, како ќе се редефинираат правилата внатре во Европската Унија, колку и дали ќе успее поголем колач да земе Франција од буџетот на Европската Унија и така натаму и така натаму. И се надевам дека Франција во наредниот период од време најверојатно ќе размислува за да го смени својот став во оваа насока, но за тоа да се случи, ние мораме да испорачаме резултати кои се непобитни. Ја не знам кој на нас некој се обидуваше таа приказна да ни ја продаде, дека ние можеме да си останеме со нереформирано правосудство, со застарени дела, со криминални тендери и сето она што го правиме, само единствено го смениме името и влегуваме во Европска Унија. Тоа не е реална приказна. Тоа е измислена приказна. За да влеземе во Европска Унија и да бидеме дел од европско семејство, ние имаме многу работи кои што треба да ги решиме дома. Во пресрет на предвремените парламентарни избори, помалите политички партии се за промена на изборниот модел и ГДУ го дели истото мислење. Знаете ли, кога сме размислувале за изборниот модел, целото наше општество зборува за тоа дека ние сакаме да живееме како европјаните. Како се гласа изборот на европските пратеници? По моделот кој што го предлага Граѓанско-демократската унија. Отворени листи и една изборна единица на ниво на држава. Ако европјаните прифатиле, германците, французите, италијаните, значи тие кои што реално нашиве со граѓани бегаат за да живеат во тие држави, тој систем и се допаја. Ако сватиле дека тоа е најдемократскиот, најмодерниот начин за решавање на така наречениот политички надпревар по тие правила, тогаш ја не знам зошто ние не сакаме да го имплементираме кај нас. Или СДСМ и ВМРО ДПМН се лицемерни по ова прашање и не лажат дека сакаат од нас да направат европјани, или од друга страна поважни се нивните тесни партиски интереси. Но ова и не е толку важно прашање. Зошто никој не сака да си го постави прашањето чуму и се на Македонија 120 пратеници? Че ние имаме проблем со администрацијата. Огромен проблем со администрацијата. И секој еден од политичарите зборува за тоа дека потребно е кратење и реформи на администрацијата. Беспорен факт. Хајде да почнеме од елитава, од политичарите, од нас да почнеме, да дадеме пример. Зошто 120? Македонија може да функционира прекрасно со 60 пратеници, ова ви го гарантирам. Словенија функционира со 90. 5 пати е побогата од нас. 5 пати е индустријски поразвиена од нас. Сега тие можат со 90, ние со 120. Чуму. Кратење на пратениците. Тоа е прво. Ако ги скратиш пратениците, ќе се надмани самата администрација и трошоците во парламентот. Сега ми спијат по клупите и само книжат патни трошоци. Тоа е реалноста. Такви пратеници на нас не ни требаат. На нас ни требаат 60, ама ефективни, кои што да коваат и да создаваат правила и закони и утре да ги имплементираат тие самите да ги почитуваат и кои ќе видиме дека тој ги почитува. Се овој краде од патни трошоци, а вас ви убедува, немојте вие, не дај Боже, да ни издаете фискална сметка. Зошто? За од фискалнава, од данокот, тој да може да ги лапне патните трошоци. Значи, ова е несфатлива ситуација. Второ, ние имаме 7 министри без ресор. Да ги прашаме јас Заев и Мицковски, тие се бизнисмени. Колку директори без ресори имаат во нивните фирми? Колку? Даваат плата без да имаат ресори, ништо да не работат. Ако ме убедат дека имаат еден, во ред нека останат истиве без ресор министри. Немаат ниту еден. Немаат. Тогаш зошто со моите даноци и моите давачки
треба јас да му купувам на него политички мир. И да ми става министри кои што ништо на работата, само земаат плата, имаат кабинети, секретарки, службени возила и така натаму. А од друга страна, велиме, администрацијата е преполнета. Македонија може слободно да функционира со 15 министри, дури и тоа е многу, 12 е реално. Има ресори кои што можат да бидат обединети. Значи, ние зборуваме за изборен модел, ама го избегнуваме ова второто прашање. Значи, што сакаат другиве помаливе партии? Да направиме модел во кој што тие да се сместат во собрание. Затоа ли бе влеговте у политика, за да станете партеници? Па фатете се со СДСМ или со ВМРО, ДПМН во коалиција и ќе ви дадат партеничко место. Што ќе ви сега ќе правиме тука, ќе трошиме пари, нови правила, нови закони. Ако целта на задачата е Лиле Поповска да стане пратеник, па тоа е 20 години пратеник. Хамди Бајрам е 20 години пратеник. Нема потреба. Значи, ние треба да размислуваме за промени кои што ќе создадат квалитет, а не квантитет. Намали, нека биде една изборна единица, ама намали го и бројот на пратениците. Намали го бројот на министрите, закон за влада, нов, во буџетот скрати. Што е ова? Ние ги обвинуваме чистачките во администрација, била преполнета, а јеме од 22 или 3 и не знаеме колку министри, една третина немаат ресор, немаат обврски, барем чистачка бе работи нешто. Ќе исчисти, ќе сработи, ќе земе плата. Вие ништо не работите. И ако ги погледнеме работите така, тогаш веќе има логика во реформите и она што ние сакаме да го направиме. Нема никаква логика да смениш системот само за тоа да му удоволиш на некој да стане пратеник. Си имаат големи, тие и сега си се во големи коалиции и се е во ред. Ајде да размислуваме за промени на системот кои што ќе создадат квалитет после 5 години, после 10 години. Што правиме со советите во општини? Њу Јорк има 50 советници. Њу Јорк. Скопје има 45. Чи светска метропола, огромен град, со неверојатна индустрија, со богати луѓе милионери. Има 50 советници. Скопје во наши 45. Ние или не сваќаме дека некој ни ги краде парите буквално преку вакви измислени функции, или сакаме да живееме во лага. Намалување на бројот на советниците. Кога ќе ги средиш тие изборните функции на оние кои што излегуваат на избори и не убедуваат дека треба да гласаме за нив, нели? Прво тие да се поднамалат, тогаш веќе ќе правиме реформа во администрацијата. А што сакаат тие? Да ги избркаме чиновнициве и чистачкиве кои се мачеле да се пикнат за да земаат 15.000 плата? За тие да можат да наставаат уште 30 нови советници кај Заев? Не, јас не сум за таква реформа. Не благодарам. Рибата смрди од главата. Реформата треба да почне од највисокото, од врвот на пирамидата и од главата. И надолу да ги подредуваме работите. Дали во пресред на изборите, Граѓанско-демократска унија веќе започна преговори со некои од партиите за заеднички настап на изборите или... Прво, мислам дека е многу рано, и второ, Граѓанско-демократската унија работи врз тоа во почетокот на декември ќе објави официјално своите 12 приоритети, бидејќи нашите сограѓани се начитаа на програми како Војна и мир дебели по 1500-2000 страници. Јас мислам дека можат да го искористат тоа време место да ги читаат глупостите во тие програми, да прочитаат некоја убава книга на некој македонски автор. 10-15 приоритети се максимум и тоа е реалноста која што една влада може да ги имплементира во свој 4 годишен мандат. И сега, ако тие очекуваат од нас да ги лажеме и да им носиме Војна и мир или 500 страници, ше сега и кажувам поарно да им однесам нешто, некоја друга книга, нека прочитаат нешто кое што ќе биде квалитетно. Бидејќи она се е измислено. Во Македонија уште Space Shuttle, ВМРО, ДПМН и СДСМ немаат проектирано. Уште програма на НАСА немаат развиено. Волку километри автопатишта, оно, кај се бе, викам, оваа земја, ние Македонија, колку сме големи, па и двете партии имаат по 1500, од и трите мандата по 500 километри автопатишта си 1500. 1500 ВМРО, 1500 СДСМ, 3000. 3000 километри автопатишта у Македонија. Се не можам да сватам. 10 до 12 приоритети. Предизборниот штаб се подготвува, шефот на предизборниот штаб, и работа по теренот и изборните единици. Ние ќе се подготвуваме за избори. Отворени сме за соработка кон луѓе, поединци, политички субјекти кои што размислуваат како нас. Ако од мене очекувате да направам коалиција со некој кој што до вчера ги поддржувал едните
Па после тоа кога разбрал дека паднале од власт, па се префрлил кај другите, мислам, тогаш што е, кој нема смисла да се занимава со политика. Тоест подобро да се фатам со нешто друго. Затоа важно е за нас да си ја подготвиме програмата, важно е за нас да представиме пред општеството, кој што не ни оди толку лесно, бидејќи тешко да не видите во некоја национална телевизија. Зошто е тоа така, не знам, но ви благодарам барем на регионалните и локалните телевизии што пројавувате професионализам во оваа работа и давате да се слушне и нешто поразлично, друга гледна точка, и тоа е за поздравување. Ова можеби е слободно новинарство и демократија, но тоа е друго прашање. Да се подготвиме, да ги представиме и се разбира да ги повикаме истомислениците наши да работиме заедно. Ние немаме суети, ниту имаме огромни амбиции. За нас е важно ова што го зборуваме да биде реалност. Готови сме за соработка. Готови сме за милион компромиси. Само да дадеме на овој народ алтернатива. Да добие оружје со кое што да може да се спротистави на злото кое што 30 години го уништува. Не е важно дали јас Петар Колев ќе биде пратеник или нема да биде. Тоа не е најважно. Нема проблем. Ако направиме платформа, идеја и застанеме 10 партии за неа, јас прв ќе се откажем од моево пратеничко место и носителско на некоја изборна единица. Нека влезе друг, но да ги исполнува тие барања и тие основи и фундаменти за кои што ќе застанеме. Проблемот кај нас, оние партии кои што се нели помали, кои што не се в парламент, се огромните желби на нивните лидери на секоја цена да бидат на власт. Уште 100 години ќе бидам опозиција. Ако тоа е цената да успеам во ова што го зборувам, 100 години никогаш да не дојдам на власт. Ние или влеговме во оваа работа да смениме нешто, или тогаш што ќе ние да правиме партии. Ќе си се зачлениме у СДСМ, у ВМРО ДПМН, ќе си правиме кариери конформистки, кога ќе не крадат, ние ќе викаме добро е, нашите се и се ќе биде во ред. Ние влеговме водени од друга идеја. Затоа не сакаме да брзаме, затоа сакаме внимателно да ги изанализираме евентуалните наши партнери, да видиме со кого си имаме работа. Се јас ќе излезам пред граѓаните и ќе дадам ветување пред изборите. Кој ќе ми гарантира дека мојот коалиционен партнер утре како оно 8-те од ВМРО ДПМН нема да го смени дресот? Јас не сакам утре да ме сочат по улица и да ми кажат овој не излажа. Ако не сум готов да спроведам нешто, подобро и да не се занимавам со оваа работа. Има милион работи со кои што да се занимава човек. Но искрено, воден од тој момент на можеби и разочараност, можеби и длабока емотивност за тоа што моите роднини, пријатели, комшии се апсолутно апатични. Гледам дека никој не сака да се заложи нешто да смени, затоа тргна да се занимавам со ова. И сега кога ќе бираме наши евентуални сојузници, би сакал сето тоа да биде на принципна основа. Никој не кажал дека ние мораме да успееме сето ова да го направиме сега одма, но да трасираме патеката. Да им покажеме на граѓаните дека има барем едни такви кои се готови да се спротистават на ова лудило. Да, знам дека тоа не е пријатно. Знам дека луѓето очекуваат дека ќе дојдат кај нас во штаб и ние ќе му ветиме дека утре ќе го вработиме некаде. Во ред, јас го сваќам и кога ќе му кажам директно дека јас не сум завод за вработување, дека јас сум политичка партија кој дел од политички систем кој што предлага политички идеи. Завод за вработување е институција. Повелете таму, нели? Ако вие одговарате на тоа што очекувате, како квалитети, како способност, се разбира дека на еден политички систем му требаат квалитетни луѓе. А дали, ако вие сте доктор, ќе ве оперира членската книжка од СДСМ или од ВМРО ДПМН, или докторот ќе ве оперира? Ќе оперира докторот. Што е важно тој на која партија е член? Не мора ниту еден доктор да биде член на ГДУ, само ги молам да си ја вршат работата одговорно и да направиме нешто и да смениме нешто во здравство. Или полицајци, или пожарникарите. Ако ми се запали мене куќата и јас сум претседателот на ГДУ, се што треба да ги барам пожарникарите кои се членови на ГДУ? Тие просто треба да си ја вршат својата работа. Ако ние направиме таква платформа, ако најдеме такви сојузници, тогаш се разбира дека ќе се обидеме да создадеме таков блок алтернативен некако, ако не, со нашиве идеи, со нашава искреност, добронамерност, па нека судат граѓаните. На крајот на краиштата тие решаваат. Ако мислат дека вака е во ред, ќе си гласаат за истите. Ако мислат дека нешто треба да се смени, ќе дадат шанса на друг.
Зошто зборувам дека е потребно да се даде шанса на друг? И самите сограѓани наши знаат дека таму каде што нема конкуренција нема ниту квалитет. Ние во политиката имаме политички монопол. Таму каде што има монопол во економијата, во политиката, во спортот, нема квалитет. Создадете конкуренција во собрание. Дајте ни шанса на 10 партии да се такмичиме за вашиот глас. Секој еден од нас ќе се бори да направи повеќе за утре, очекувајќи дека вие ќе го поддржите заради неговата завршена работа. А сега што се случува? Едните идат на власт, крадат, знаејќи дека рано или касно ќе паднат од власт, но после 5 години пак ќе се вратат. Ако еднош ќе разберат СДСМ и ВМРО ДПМН дека има политички субјект кој што може да направи така тие никогаш повеќе да не бидат на власт, да видите како многу работи во државата ќе се сменат. Тие си знаат, малку ние, малку вие, малку ние, малку вие. Затоа треба длабоко и ние како ГДУ да размислиме и нашите евентуални партнери да размислат дали се подготвени да одат по овој тежок пат кој што за жал понекогаш треба да се плати многу висока цена. Живееме во луди времиња, во не толку модерна демократска земја и сметам дека секој еден наш сограѓанин го знае, но пак ако си решил да се занимаваш со општествена дејност, понекогаш треба да понесеш и некој друг стап по грб, што се вели. И оваа работа не е за секого, никој не терал да стануваме политичари, сме можеле да се занимаваме со друго, чим сме се фатиле, ние сме си ја направиле сметката и треба да си го изодиме нашиот пат. Господине Колев, случајот Рекет ја крена на нозе и домашната, но и меѓународната јавност. Очекувате ли целосна завршница и каква разрешница очекувате на овој случај? Ако работите останат вака, може и да застарее делото. Ти во Македонија уште не сум видел некој, особено пак специјален јавен обвинител кој што добил ефективна пресуда затвор. Се надевам дека ќе успее. Но овде кога зборуваме за рекет, ние зборуваме за машата. Знаете она старата македонска поговорка: кога имаш маша, зошто да си ги гориш рацете? А каде се рацете во приказната? Вие верувате и нашето општество верува дека Катица Јанева и Боки Тредичи се такви мозоци и капацитети кои што можат да измислат да го рекетираат најбогатиот македонец Орце Камчев. Ја не верувам во таа работа. Ако некој сака да верува во шарени бајки, во ред, му посакувам успех, нека си верува. Но, дали Македонија има служби за безбедност? Има. Дали Македонија има Министерство за внатрешни работи? Има. Дали премиер на државата има, кој што е еден од најинформираните? Ако премиерот на Македонија не знаел што се случува со специјалниот јавен обвинител, тогаш се плашам за безбедност на оваа земја. Како ќе не штитат тие служби од терористички напади, пример? Че ние не можеме да исконтролираме специјален јавен обвинител кој што сака да игра тенис и станала рекетар број 1 од државата, а ќе се браниме од не дај Боже терористички напад. Повеќе од јасно е дека сето тоа е координирано. И повеќе од јасно е дека високи структури во Социјалдемократскиот сојуз, а од друга страна и помошници од ВМРО ДПМН, и да не забраваме кој е Горан Милевски Кичевец. Горан Милевски Кичевец е еден од блиските пријатели на господинот Мијалков, преку годините имаат работено заедно, близок пријател на Мицковски, тој сам си кажа дека имале состаноци. Да не се укаже дека милион и пол кој што го зеле од Орце Камчев, полата е у централата на ВМРО ДПМН, полава е во СДСМ. Бидејќи Боки работи за СДСМ, повеќе од јасно е тоа, се гледа телевизијата него и све, но Кичевец работи на другава линија. Дали двете структури всушност, кои што го држат целиот систем, и во судство, и во полиција, не решиле дека е убаво да наплатат некој денар од Орце Камчев. Бидејќи Катица Јанева зела само таму, што беше она, мебел за 5.000 евра и 50.000 евра. Големава сума не е таму, кај некој батко е поголем. Или може би двајца батковци. И сега тие ни играат нас театар и мене ме тераат да размислувам и да верувам во оваа приказна кој е поголем криминалец. Дали ВМРО ДПМН во безбедносните служби има своји кадри? Има. Зошто не сигнализираше и да излезе јавно и да каже Катица Јанева прави ово и ово? Бидејќи додека да ги фатат им одговараше приказната. И обратно СДСМ, тие не знаеа. Тоест, јас очекувам и се надевам дека нашава држава ќе тргне по патот на промените. И случајот Рекет ќе биде првиот тест за Македонија. Дали ние стварно, навистина сме тргнали?
слушајќи министерката Десковска, која што после 3 години ми ветува ветинг, нели, после 3 години апсолутна власт, градоначалници твои, влада твоја, председател на држава твоја, мнозинство за да смениш име, уставот. Значи имаш 81 пратеник мнозинство. Се после 3 години ти викаш ќе правиме ветинг. А ако погледнемо назад ветинг во правосудството, ще Бранко Црвенковски ни ветуваше. И ние никако да направиме ветинг. И Лјупчо го правеше, и Груевски го правеше, и сега ќе го прави Десковска. Ајде ве молам, нели? Барем не ни ја подценувате интелигентноста се. Колку толку нашиве сограѓани можат да видат дека 2 и 2 е 4. Вие играте заедно, за тие работи се случуваат така. Ви одговара овој систем. И се надевам дека некои прогресивни сили, бидејќи има такви најави, ќе се обидат од внатре, од фелата на судиите и на јавните обвинители, да извршат притисок за рекет да заврши така како што треба. Ја не се подпирам на политичарите, а се подпирам на совеста на не се многу, но не се и малку совесните судии, јавни обвинители, луѓе кои што си ја сакаат професијата и кои што станале такви не заради врските во партија, заради нивната способност. И во оваа земја има такви луѓе, само што ние не им даваме на нив шанса. Ние им даваме на тие кои што ги бидат партиски послушници. Така да се надевам дека ова нешто ќе биде првиот исклучок и Македонија ќе тргне во една друга насока, но тоа е само надеж, длабоко се сомневам дека ќе се случи. Според вас, зошто се одолговлекува донесувањето на законот за јавно обвинителство? Министерката за правда Рената Десковска деновиве изјави дека ако нема согласност за квалитетен закон за јавно обвинителство, тогаш подобро е да не се донесува закон. Тоа е целта, да не се донесува, да си остане системот истиот. Добриот и лошиот полицаец. Кога ВМРО е на власт, СДСМ се лошите. Тие блокираат се во собрание. Тие се деструктивна опозиција, антиевропска, антиваква, антитаква, нели? Кога треба да го спеним името таму и некои други работи, ќе се најде колаборација и тоа ќе се случи, не е проблем. Но кога треба да ставиме јавен обвинител кој што утре да ги апси, тука веќе имаме проблем. Тука веќе не можеме мнозинство, па исто и за изборниот модел. Требало да има консензус. За да го смените името имаше консензус? Не. Имаше успешен референдум? Не. Тоа е вистината, но го направивте. И па ајде без консензус изгласајте и јавен обвинител, нов систем во јавното обвинителство. Хајде направете го. Која е разлика? Што е поважно? За мене е далеко поважно тоа што ние го направивме без гаранции, го сменивме името и денеска сме у ќорсокак. Заради лоша катастрофална дипломатија, се земаат гаранции за некои работи. Ти правиш таков исчекор без што се вели да покриеш некој нешто. Ти мораш пред време да завршиш некои работи, за да можеш утре да бидеш сигурен во носењето на одлуки. Од друга страна, јавното обвинителство, законот, изборниот закони. Од кого треба да има консензус? Ја не сум слушнал таква политичка категорија во парламент консензус. Во законодавниот дом се бара мнозинство. 61 пратеник. Каква е таа политичка квалификација консензуален председател? Што значи тоа? Па ајде да тогаш нема потреба да имаме избори, да имаме консензуални закони, консензуален председател, консензуален парламент, да не ојме на избори, главатарите Мицковски, Заев и Ахмети да седнат да се договорат зошто да трошиме 15 милиони евра за избори. Секако на крајот тие пак треба да се договорат. Значи нема никаква логика. Ова е класичен политички популизам. Проблемот е што тоа што ги притиска Европа да го направат ова нешто, тие не можат да измислат ништо друго освен во овој конкретен случај Мицковски да ја изигра улогата на лошиот полицаец. Кога ќе го прашаат Заева без зошто вака јавно обвинителство ништо немате направено, тој каже лош е Мицковски, тој е деструктивен и не успеавме. Не бе проблемот е што на другиот ден треба почнат проверки за некои ситуации сврзани со негови министри. Директно. Луѓе што се околу него, најблиски. Скандали во здравство, скандали сврзани со рекет. Таму е целиот проблем. И обратно, зошто пак сега Мицковски да си става здрава нога во трн, половината од извршен комитет му се осомничени лица или веќе обвинети. Половината минаа преку институцијата притвор, домашен или редовен притвор. И сега ние што очекуваме како општество? Дека тие сами ќе тргнат да работат против сопствениот интерес. Не почитувани граѓани. А ако сакате да се смени, тогаш немој да гласате за нив. Планираниот попис за април 2020 година е пролонгиран за уште една година. Последниот попис е спроведен речиси пред 2 децении. И треба ли на Македонија попис? На кого нема одговара, на кого му одговара попис?
се разбира дека на секоја една нормална европска земја, која што за себе си претендира дека е представничка и модерна демократија, која што за себе си мисли дека е идна членка на Европската унија, и е потребен попис. Од една страна, заради фактичката состојба, од друга страна, за да може да се прават прогнози во економијата. Ја не знам како ние прогнозираме колку лекари имаме или, не знам, работници или... Не ми е јасно тоа. Викаме странски инвеститори, да речеме во некаква област, а ние од каде знаеме колку пример имаме експерти во таа работа. Значи, пописот е статистика, не е политика. На кого му одговара и на кој не му одговара. Претходно не му одговараше на ВМРО и на ДУИ, така беше. Сега е СДСМ на власт. Што не го спроведат тие? Реално не им одговара ниту на СДСМ, ниту на ВМРО, ниту на ДУИ, ниту на БЕСА, ниту на сите останати. Зошто не ја одговара? Ке излезат на светло катастрофите од нивниот начин на правење на политика. Ние, ако имаме во државата повеќе од 1.200.000 жители, треба да бидеме многу среќни и да правиме, како беше оние манифестации за радоста за Европската унија што беа 2 дена, 3 дена наветениот датум. Такви манифестации треба да правиме ако имаме повеќе од 1.200.000. Не треба човек да е голем експерт во статистика. Погледнете, за 15 години ние имаме намалување со близу половина на правачињата кои што се запишуваат. Ако ги нема правачињата, кај се нивните родители? Тоест, алармантна е состојбата кај нас. Како се намалува невработеноста во Македонија? Со оние истите бугарски пасоши за кои што мене ме обвинуваат во не знам што моите политички конкуренти. Така тие ја намалуваат. И Заев, и Мицкоски, и Груевски треба му кажат благодарам на Борисов. Ако тој не издаеше 100.000 пасоши, ние ќе имаме 100.000 невработени во Македонија. И тоа е вистината, тоа е реалноста. Не можам да сватам зошто не ги прифаќаат тие реални моменти. И се обидуваат во битката за гола човечка екзистенција, тие бараат политички дивиденти. Не можам да го сватам. Никако не можам да го сватам. Затоа пописот е обврска, за да можеш да направиш планирање во образование, во здравство. Ние градиме клинички центар, ето сега ви кажувам, во аванс, од информациите кои што ги имаме, а сигурно и така ќе биде, најверојатно една италијанска фирма ќе го добие тендерот, нашите пријатели од Европската унија веќе не информираа најверојатно и кој ќе биде фирмата, се знаат веќе и подизведувачите, со текот на времето ќе се убедат сами, некои од нив се блиски до функционери од минатото и од сегашноста, сето тоа ќе биде обелоденето во јавноста. Се знае, нема никој да мисли дека европјаните ништо не знаат, но од друга страна ние градиме за 5 милиони капацитет на клинички центар кој што да покрие пазар од близу 5 милиони жители. Чуму ни е таков клинички центар? Да, јас сакам нов клинички центар и е потребен нов клинички центар. Ние не знаеме колку жители имаме. Како така градиме клинички центар, а не знаеме за колку луѓе е потребен. Друго, ние купуваме хеликоптери за десетици милиони, а не знаеме по статистика дали ние имаме потреба. Ние, нашето општество, немаме нормални брза помош амбулантни возила. Ја не можам да сватам тие колегиве наши во кој свет, во која држава живеат. Че ти немаш нормална брза помош во градот во Куманово, а купуваш хеликоптери. И без тоа да имаш попис и да знаеш колку сето тоа е потребно и дали е потребно и колку е рентабилно. Ако го завршиме пописот, и дај Боже да го завршиме, не се важни политичките реперкусии од него. Тоа ни најмалку не е важно. Секој треба да се судри со реалност. Да се види, ако сметаат дека толку е важно кој колку илјади биле албанците, македонците, турците, во редбете и тоа. То не е игла, не можеш да го скриеш. Ќе се направи пописот, колку сме, толку сме. Дајте да го затвориме тоа прашање. Тие нас ни е полнат главата со така наречени патриотски војни помеѓу македонци, албанци, вакви, такви, пасоши, а зад грб ни ги крадат парите. И сега, хајде да го затвориме, да видиме колку се албанците, колку се македонците, колку се турците, власите, крај. Тоа е едниот дел од пописот и тој не е важен. Тој не е важен, не е релевантен. Тоа прашање е завршено. Со рамковниот договор се е завршено. Туку што правиме со другото? Какви училишта? Колку универзитети ни се потребни? Ние имаме во секое село универзитет и факултет, а немаме студенти. Нема кој да учи. Колку средни училишта? Што правиме со болниците? Колку лекари ни се потребни? Колку судии?
Значи таму е целиот проблем. И ние мораме да го видиме тоа нешто, да ја видиме за да направиме перцепција за иднината, да можеш да направиш план кој регион, како ќе го развиваш. Како тоа ние ќе поканиме германска фирма да инвестира пример во некој град како што е Македонска Каменица. Таму има реално 3000 жители, реално или 5000 реално. Половината се во странство. 90% од тие што се таму се сезонски работници. И во ред ќе дојде инвеститорот, ќе инвестира таму и ќе правиме со работници. Од каде ќе ги донесе? Тоест, важно е да погледнеме на работите, вклучително и на самиот попис, со реален поглед и со реални очи. Господине Колев, владата од една страна зборува за зголемување на платите и пенсиите, од друга страна пак има незадоволни граѓани кои што речиси секојдневно протестираат на улиците во Скопје и останатите градови. Според вас, на што се должи незадоволството од овие граѓани? Има два моменти. Едниот дел е оној така наречен политички мотивиран дел, воопшто не ми е интересен и за коментирање. Не баре кога беа ВМРО на власт, платите ни беа повисоки. Значи, тој политички популизам почнува да ме иритира. Секој воден од онаа желба да добие 3 гласа повеќе излегува и почне да ветува 300 глупости. И на крајот завршува сето тоа со разочарување. Зошто така функционираме 30 години, се оште не можам да разберам. Зошто па граѓаните продолжуваат да гласаат за нив, тоа е уште поголема енигма за мене, но времето ќе покаже дали така и ќе остане. Кој е покачување на пензиите? Тие 800 денари? Тајте бе да гледаме луѓе реално. Ако имаш еден пензионер, кој што има 10.000 денари пензија, 11.000 денари пензија, дали тој човек треба да си купи лекарства? Треба. 1000 до 1500 денари, најчесто тоа се возрастни луѓе, имаат здравствени проблеми и одат за лекарства. Дали треба плати сметки, вода, струја, телефон, данок на имот кај што живее? Треба. Отишле уште 1000 денари. Овој регион тука се грееме на дрва. Дали треба да купи 10 кубици дрва или 5 кубици дрва за зимата? Треба. 3500 веќе денари е кубикот дрва. Тој треба штеди од секоја пензија по 1500 до 2000 денари за да си купи дрва. И колку му остануваат за живот? 3-4000 денари. Што правиме со храната? Тој човек треба да се храни, да функционира, да се облече. Тој има нормални човечки потреби. И сега ние излегуваме и велиме ќе ви ја покачиме пензијата со 800 денари. Тој човек живее со помалку од 100 денари на ден, тие 3500-4000 ако ги разделиш на денови, живее со помалку од 100 денари на ден. Да ја погледнеме реалноста, ако тој човек има внучиња, деца, еднаш во месецот да му дојдат на семеен ручек, што правиме, за кај сме? Тој треба да не јаде целиот месец, ако купи за да направи еден семеен ручек од 10 души гости од фамилијата, тој ќе потроши 3000 денари. И што ќе јаде до први, до нареднава пензија? И се некој излегува и објаснува ќе ви ја качиме пензијата со 800 денари. Која пензија, од кој фонд? Од ПИУМ? Оној истиот што представници на ДУИ го опоскаа? Оној истиот кој што ВМРО ДПМН 3 пати го рефинансира? Истиот кој што СДСМ и до денеска го рефинансира? Зошто ги искрадовте пензиите на граѓаните наши? Зошто не излезете и да кажете зошто у ПИУМ има дупка? Почитувани со граѓани, ПИУМ има дупка и ги украдоа парите. И ги украдоа заедно. Голем дел од нивните членови, симпатизери, спонзори, капиталисти, преку годините не ви ги плаќаа придонесите. Ја не знам дали заборавивме ние дека секој еден од нашите сограѓани кој ќе отиде да се пензионира години наред стаж му фалал. Некој крадел и од него и од државата, а управата за јавни приходи спиела. И сега ние сите треба да спиеме, така? Ние треба сите да молчиме и да шлакаме и да викаме браво, ќе ни ја покачите пензијата со 800 денари. Минимална плата. Во ред, така и треба да биде. Минималната плата во земјава треба да расте заради елементарни економски параметри. Ајде вака. Почитувани со граѓани што не гледате. Направете си сметка пред 20 години со 1000 денари што можевте да купите и денеска што можете да купите. Дали таа инфлација не ви ги изеде на вас тие 1000 денари? Ви ги изеде. Значи 1000 денари денеска немаат иста вредност како 1000 денари пред 20 години. За да ги израмниш
економски да имаат еднаква вредност, денеска тој што земал 1000 денари треба да зема 2000, за да го одржи истиот стандард на живот. Тој нема да стане побогат. Да не ме убедува Заев кој што ги качи акцизите за гориво, даноци и ред други работи, дека со тоа што подкачил минималната плата, направил некаков економски баланс. Воопшто не е така. Истото го правеше и Груевски. Тоа се класични популистички мерки. Ќе ви ја качат платата со 2000 денари и после 3 дена ќе ви качат бензин, цигари, струја, вода, сега ќе ви сменат прогресивен данок. Значи, истиве пари што ќе ви ги дадат, плюс од друга страна ќе ви ги земат. Тоа е реалност. И сега ние сите седиме, не можем да сватам што очекуваат од нас. Тргајќи ги настрана политички мотивираните луѓе. Јас зборувам за оние кои што немаат политички мотив во протестите. Јас да сум, јас би протестирал. И мои роднини, пријатели, другари протестираат. Дел од нив активно излегуваат на улици, другиот дел протестираат заминувајќи од Македонија. Тоа е реалност. Македонскиот пензиски систем треба да биде поставена тотална реформа. Тотална реформа. Ако ги намалиш партеници, министри, скратиш еден куп непродуктивни трошоци, споменици градевме за милиони евра, сега не можеме да ги бојадисаме и да ги одржиме. Апсолутно непродуктивна приказна. Место тие 500-700 милиони евра, тоа се огромна сума на пари, да ги инвестираш во продуктивни проекти и да ги помогнеш пензионерите во државата, да го подкренеш малку нивниот стандард. Тие ќе ти помогнат да ја раздвижиш економијата. Ти пензионерите тие парички ќе ги потрошат. Нема да ги однесат во странство. Нашите пензионери не одат на екскурзија во Франција. Тие може да излезат со внучево и да испијат еден сок некаде. Или да ги викнат на гости па да купат од продавница сок. Ако им дадеш повеќе пари, тие ќе трошат повеќе. Ако трошат повеќе, економијата ќе има потреба од тоа повеќе да произведуваат. Така да некои работи се многу едноставни. Се разбира доколку некој пак не реши да украде некакви пари од ПИУН, од фондот. Ди 5 пати го плачкаат веќе, не еднашка, не 2 пати, 5 пати. И се чудиме зошто ни се ниски пензиите. Затоа ни се ниски пензиите. Секоја од политичките партии си има чепнато внатре во тој фонд. И многу е лесно тоа да се констатира. Почитувани со граѓани, што произведуваат партиите? Ветер и магла. И ние сме партија. Ние произведуваме идеи. Значи не одиш на пазар да продаеш чаша вода, да добиеш дивидента, пари, печалба и да имаш кеш. Како тогаш се гради партиска централа за 60 милиони евра? Како? Од каде? Тоа може да се случи само ако имаш украдено некаде нешто или ако имаш рекетирано луѓе, бизнисмени. Како се рекетира бизнисот? Ги зголемуваш цените на тендерите. Ако чашава кошта 5 денари, му викаш пиши 10, 5 ќе ги вратиш в партија, 5 се за тебе. Затоа не сакам дури да размислувам дека овие популистички мерки на СДСМ и на ВМРО ДПМН пак ќе ги излажат граѓаните. Не сакам. Воопшто не сакам и да размислувам дека после 30 години пак на иста финта пред избори ќе ви качиме пензиите, ќе направиме на поголеми плати, Space Shuttle ќе македонски ќе имаме на месечината, ќе се качиме, нели? Луѓето ќе поверуваат на овие приказни. И да ги замолам колегите. Доста асфалтиравте. 3000 километри автопатишта во Македонија се доволно. Немој да асфалтирате повеќе. Немојте. Не заради друго. Вие на вистина имате платено за 3000 километри автопатишта. Тоа е точно. А имате изградено 500. 2500 ги имате украдено. Тоа е вистина. Немојте, остајте, не градете повеќе. Нема потреба, чим имаме 3000, доволно е. Остајте, нека дојдат други луѓе, домакини, кои што да можат со парите од 500 километри реално да изградат барем 600. Оти вие со парите од 3000 километри едва и 500 закрпевте. Доста е, не чепкајте, не земајте повеќе кредити, доволно е. Значи, ме заборчивте мене. Ги заборчивте генерацијата на татко ми и на мајка ми. Сега сте тргнали и деца да не ги заборчувате. Сега после 30 години тие да враќаат. Зошто? За да застари друго дело за некој друг кинески автопат. За тоа, ако тоа е целта на приказнава, наискрено престанете да градете. Македонија нема потреба повеќе, ни автопатишта, ни болници, ни ништо. Стоп до тука, кога ќе дојдат други, домакини, нормални луѓе,
тие нека ја изградат државата, но домаќински и честно. Господине Колев, пред самиот крај на емисијата, нели во интерес на времето, да ве прашам дали Граѓанско-демократска унија е сериозен ривал на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово? Јас сум реалист човек. Тешко е во Куманово да бидеш ривал на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи тие се апсолутни политички хегемони тука. Мислам дека подолго и од Тито го владеат Куманово. И сметам дека тоа е прашање кое што тие треба да си го постават пред се. Јас знам дека победата во политиката е нешто убаво, но нема ништо како поголем срам од нечестната победа. Да, за моментот ќе доживееш еуфорија, ќе бидеш на власт, сето тоа е окей, но има и една наука која што се вика историја. И на крајот политичарите завршуваат на страниците на таа наука преточени во книги. И ако СДСМ во Куманово сметаат дека треба по таков начин да останат во историјата на градот Куманово, во ред, тоа е нивен избор. Но од гледна точка на сериозноста, сигурно од ВМРО ДПМН сме посериозни. Бидејќи имаме желба, не сме со криминално минато, имаме познавања, нашите критики се апсолутно реални и добронамерни. Ние не критикуваме со цел да го навредиме градоначалникот или советниците, а да предложиме нешто кое што ќе биде покорисно. Чуму му требаше на Куманово онаа скапа прослава за 500 години, кога имате над 40 депонии во градот. За мене тоа е недомаќинско однесување со парите на граѓаните. Да, убаво е да имаш огромна прослава, ама ако си Швајцарија, ако во овој град имаш милиони евра секој ден, ти имаш огромен број на социјално слаби случаеви, половината од работоспособното население ти се гурбетчи и печалбари надвор од градот, а ти правиш огромна, пумпезна прослава 500 години Куманово. Барем едно паркче да направевте за по повод 500 години од Куманово или 2 улици да асфалтирате, ќе останеше поголем впечаток отколку тоа што дошла Лепа Брена. И друго, апсолутно неодговорно кон културата. До кога бе ние македонци ќе финансираме туѓа култура? Немаме ние македонски пеачи. Прво ќе ни беше многу поевтино, второ ќе беше многу по-културно и трето, Куманово има прекрасни пеачи, актери, спортисти, тие можеа да направат многу поевтина и поубава забава. Отколку тоа што дошла некоја супер звезда или неколку супер звезди и зеле огромни хонорари. Прво, ако направиш манифестација, тоа е убаво. Направи со сопствените капацитети и сопствените културни работници. Така ќе ја помогнеш културата во општината. Знаете ли што значи за Нино Величковски, мислам дека е Кумановец. Да, тоа е Кумановец. Да му помогнете да направи концерт и да му го платите 5000 евра. Тој човек ќе има пари да направи нова песна за Куманово. Ќе го ангажирам, ќе му кажам, ќе ти платам 10.000 за концертот, 5.000 се хонорар и 5.000 да направиш песна за Куманово. И ќе ја направи со мерак, со желба. Представете си ако така размислува администрацијата. На какво ниво ќе ни беше културата? Имаме еден куп актери и во Куманово. Зашто да немаше уникатна представа на среде плоштад, која што е посветена на 500 години Куманово? Ќе беше многу поевтино, нашиве актери ќе ги зедеа парите. Зошто ние финансираме српска култура, бугарска, турска, германска? Зошто? Се срамуваме од нашите културни работници? Што е проблемот? Имаме комплекс за мала вредност. Ние имаме квалитетни културни работници. И како општество, ако сакаме да ги имаме, ќе мораме да ги поддржуваме. Затоа се надевам дека на следните локални избори, Граѓанско-демократската унија, тие се далеко, прво се парламентарни, после локални, ќе направи тим кој што ќе може релевантно да се спротистави на Социјалдемократскиот сојуз и се разбира да ги победи ВМРО ДПМН, бидејќи стана јасно дека тие во Куманово не можат да го победат СДСМ. Најодговорно ви тврдам дека ако некој може, тоа е Граѓанско-демократската унија, но тоа ќе биде долг процес, нема да се случи преку ноќ. Потребно е време за тоа да се случи и граѓаните да сватат дека ние навистина сме решени да одиме по овој пат за да ни ја гласат, да ни ја дадат нивната доверба. Но во никаков случај не очекувам ВМРО ДПМН да биде тој основен ривал, бидејќи тие имаат целата власт во државата. Има апсолутно се и пак не успеа да го победат СДСМ. Така да луѓе во Куманово кои што сакаат да СДСМ во на следните локални избори да не биде на власт, ќе треба да гласат за некој друг, а не за ВМРО ДПМН.
Така да Граѓанско-демократската унија ќе го изгради својот тим, ќе го промовира. Се надевам дека ќе бидат и се луѓе квалитетни, луѓе кои што немаат минато сврзано со нечесни, недомакински, криминални работи и се луѓе кои што ќе се вложат за да одработат за Куманово и мислам дека ќе успеат во тоа, ако не друго, барем да бидат сериозна опозиција и коректив на СДСМ и во Советот и како целина во политиката во Куманово. Господине Колев, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Остана уште многу теми за разговор, но во некоја следна прилика се надевам дека соработката ќе продолжи. Ви благодарам на вас и посакувам убава вечер на гледачите на вашата телевизија. За мене беше чест да можеме да поразговараме искрено и отворено, без цензура, за апсолутно сите прашања, без разлика на тоа дали некој се согласува или не се согласува со нашето мислење. Сметам дека во македонското новинарство недостасуваат вакви можности, вакви телевизиски куќи и сметам дека ова заслужува апсолутна почит за тоа што го правите и ви посакувам успех во вашата работа. Ви благодарам. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.